Грација Прилеп. Најексклузивен салон во Македонија за керамика и санитарија. Ексклузивна понуда на кабини, масажни кабини, джакузи кабини, шпански плочки, а цени неверојатно ниски. Нов салон на Грација ексклузив на Крушевски пат до салонот за мебел Венеција. Сонот за вашето капатило се остварува. Грација Прилеп. Инвестицискиот поход на ЕГ Кооп во Македонија ќе започне од Битола, колку заради одличните услови за инвестирање што ги даваат владата и општината, толку и заради историското присуство на Битола во животот на таткото на модерна Турција Мустафа Кемал Ататурк. Tabii bizim için manastırın bir başka Кемал Ататурк е тука во градот и сега ако почнеме нешто да некој проживе, од тука мислам да се почне. Поради и музејето тука е и да биде нешто модерно да се направи нешто. Првиот човек на ЕГ Кооп не можеше да ги спореди условите за инвестиции и впечатоците по посетите на Кочани, Прилеп и Битола, но во негово име тоа го стори задолжениот за превод на делегацијата. Господинот беше веќе во 3 градови: Битола, Кочани и Прилеп. Кога би можел да ги спореди? Каде најмногу вака фаќа окото за инвестиции? Сега кажеме, сега сегде Македонија убава држава е. Сега негде има, ама Битола е за нами, дека знаете, што не можам да кажем и од Турција за мене помина, дека Ататурк е тука. Значи Битола има предност за нами. Како не, ама и убава е. Убава сега, не да се шалиме, вистина е Битола и песната ми ја пееме таму, што дека јас сум во Турција живеам, Битола мој роден крај, во сите и малички и големи сите ја знае. Поредицата турски делегации на инвеститори, представници на индустријски зони, туристички промотори, градоначалникот Владимир Талевски во посетата на ЕГ Кооп препозна вистинска заинтересираност за инвестирање. Македонскиот амбасадор во Турција пак го подлече предусловот отворена локална самоуправа за успех на оваа и идните турски инвестиции во Битола. Ова што денеска го слушам ме радува затоа што веќе во неколкуте контакти што ги имаме со многу турски групи, многу делегации, главно се сведуваше скоро на туризам. Значи посетува, гледа и така натаму разговаравме, но ова средба мислам дека е многу значајна и мислам дека ова е само почеток на една идна, голема и плодна соработка токму на Република Македонија и Турција, благодарение на нашиот амбасадор кој што е битолчанец и кој што гледам дека деноноќно навистина се бори што повеќе да презентира во Турција и што повеќе да го привлече вниманието на турските инвеститори да дојдат. Сакам да му се заблагодарам многу на градоначалникот на општина Битола за извонредниот прием, за се што направи за да се чувствуваме сите ние добро дојдени и добри гости во општина Битола. Ова е голема работа за сите нас и мислам дека ако сме добри домаќини понатаму, дека не само господинот Хусеин Аслан, туку и многу други турски бизнисмени ќе дојдат во Битола и ќе инвестират, не само да разгледат, туку и ќе инвестират. Настановите што ЕГ Кооп ги гради во Битола им кумуваа и советниците од Советот на општина Битола, кои минатиот месец беа во неколкудневна посета на Турција, забележа градоначалникот на Битола. Благодарност и до советниците кои што пред известно време беа во посета на Турција, кои што ги пренесоа пак нашите услови таму и очигледно дека не биле џабе таму луѓето, како што гледате, се случи една многу пријатна средба, една пријателска средба која што дава навистина големи шанси и оптимизам дека во иднина ќе можеме да соработуваме максимално. Индустријската зона Жабени, парцели во поранешната касарна и локации за градба низ Битола се надоа на минито што општина Битола го понуди на турската градежна компанија. Конечниот избор сепак ќе го дадат стручни лица. Нашата намера за во иднина заедно со господинот Хусеин Аслан е да дојдеме уште еднаш во Битола, не само како ЕГ Кооп, туку како една голема делегација од бизнисмени за да ги разгледаме и другите можности за инвестирање во Битола. Тоа ќе биде направено многу наскоро и заедно со амбасадата, заедно со градоначалникот, мислам дека ќе направиме нешто извонредно и ново за општина Битола. Убеден сум дека за кратко време ќе се направи една работна група од нивна страна која што ќе дојде со сите своји стручни служби и уште еднаш на самото место каде што имаме ние предлози, ќе ги разгледаат сите предлози, но и како што кажа нашиот гостин, многу е битно да ги видат поволностите. Значи тие знаат, значи имаат првичен впечаток, ги знаат главно или релативно сите услови кои што се даваат, кои што ги дава владата на Република Македонија, се разбери и нашата општина дополнително,
Но во секој случај со своите стручни служби ќе дојдат и на самото место ќе направат своја проценка. ЕГ Кооп е најголемата градежна компанија во Измир со досега изградени повеќе од 30.000 станови во Турција. Прв пат има намера да гради станови надвор од земјата, а за дестинација избрана токму Македонија заради традиционално добрите односи помеѓу двете земји, но и заради пријателството помеѓу македонскиот амбасадор во Турција Горан Тасковски и првиот човек на ЕГ Кооп Хусеин Аслан.